Одбојкарите на Штипугуда утре во Радовиш го играат реваншот од Европскиот челендж куп против норвешкиот Колил. Штипени веруваат дека може да анулираат предноста на норвежаните за да се пласираат во следната фаза, откако на првиот меч загубија со 3-1 во сетови во Осло. Доколку Штипугуда успее да го елиминира Колил, тогаш во следната фаза ќе се соочи со италијански Милано. Минатата недела настапивме премиерно во овој куп со гостинскиот надпревар во Осло. За жал нашиот тим загуби со 3-1, но се надеваме дека на утрешниот надпревар ќе анулираме таа предност на норвежаните и ќе се пласираме во следната фаза на Челендж купот. Во следната фаза на чека екипата на италијанскиот Милано, така да подобриот од овој двомеч во следното коло ќе игра против екипата на Милано. Штипугуда несреќно го загубил мечот во Осло, кој го одлучиле ситници, вели Стојанов, кој се надева на добар меч во Радовиш и позитивен резултат. Пред се сакам да кажам дека претходниот надпревар беше еден од поинтересните надпревари што сме ги изиграле во скоро време. Можам да кажам дека несреќно изгубивме, бидејќи ситници некои мали детали одлучуваа за победникот. Првиот сет ние водевме играта до некој момент 21-13, потоа несреќно изгубивме на разлика 35-33. Вториот сет се вративме, со ладни глави влеговме во терен и го освоивме тој сет. Потоа третиот и четвртиот исто можам да кажам некои мали детали одлучуваа за победникот. Како што истакнал Арсов, ќе треба да се поправат некои ситници за утрешниот реванш меч пред се во одбраната блокот, но и да се сервира подисциплинирано. Во врска со утрешниот надпревар, мислам дека имаме добри шанси, секогаш ние влегуваме на позитивен резултат. Треба да подобриме некои ситници, некои мали работи, како што е одбраната, блокот, да сервираме подисциплинирано и мислам дека можеме да извлечеме позитивен резултат секако. Ако имаме добра публика, во оваа прилика сакам и да ја поканам публиката утре во Радовиш, во спортскиот центар 25 мај, во 7 часот, да дојдат во што поголем број, да уживаат во тој спортски надпревар и ние ќе дадеме се од себе за да извлечеме позитивен резултат. Во однос на калкулациите за следна фаза на Штипугуда, само триумф од 3-0 во сетови или 3-1 моди во прилог на штипскиот тим. Сакам да напоменам дека победа од 3-0 или 3-1 за нашиот тим не води во златен сет кој се игра на тај брек до 15, а победа со 3-2 на нашиот тим го води норвешкиот тим понатаму. Значи, за нас во игра се победа 3-0 и 3-1. Реванш надпреварот се игра утре во спортскиот и рекреативен центар 25 мај во Радовиш со почеток од 19 часот, а влезот ќе биде слободен.